Благодарам, подпредседателе, почитувана македонска јавност, колеги и медиуми. Денес упорно продолжува расправата од вчерашната седница, при што очигледно е дека им е потребно мнозинство од Комисијата за прашања на изборите и именувањата, што ќе ги поддржува нивните штетни политички одлуки и заради тоа инсистираат на разрешување на колегата Фадил Зендели. Ова што го прават е преседан, а преседаните кои се зачестени започна уште на конститутивната седница на почетокот на собранието. Зошто велам дека ова што го правите е преседан? Во материјалите најпрво се повикувате на член 14 од деловникот на Собранието на Република Македонија, кој вели: Собранието врши избори, именувања, разрешувања на носители на јавни и други функции на начин утврден со Уставот и со закон. Господинот Фадил Зендели не е носител на јавна функција, туку е пратеник и затоа ова е преседан. Понатаму, членот 62 од Уставот вели: пратеникот одлучува по сопствено убедување. Очигледно тоа ви пречи. Додека колегата размислуваше како власта, ви одговараше. А сега не ви одговара, дотолку што сакате насила да го разрешите. Но вистинската цел не е разрешување на колегата, туку именување на партиски кадри во Уставниот суд. Поднесовме 400 амандмани кои ги нема. Зошто ги нема и каде се, вие си знаете. Во тие амандмани се нашите предлози кои мора да се разгледуваат, но денес тоа не е случај. Додека вака се однесувате, опозицијата ќе биде гласна затоа што сме одговорни пред граѓаните. Од нас се очекува да се бориме за нив, а не 3 дена да дискутираме за точка која не смее да биде ставена на дневен ред, затоа што не се разгледувала на матичната комисија. Ова го потврди и самиот председател на Собранието, господинот Талат Џафери, на 17.2.2022 година, кога на новинарско прашање дали имате намера условно насила да го разрешувате Фадил од член на комисијата, одговори. Цитирам: такво сценарио нема. Како ќе подпишам решение на седница со точка на дневен ред, која што не е извор од соодветна комисија. Еве денес, почитувани, токму тоа сценарио се случува од страна на оној кој е должен да ја чува процедурата. Значи, председателот сам си призна дека е ова неделовнички и неуставен начин за смен на члена на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија. Бидејќи пратеникот Фадил не им одговара како политички опонент и сметаат дека е неподобен за власта заради спроведување на партиски избор на судии и целосна партизација на веќе партизираниот Уставен суд. Наместо денес да дискутираме конструктивно за решавање на реалните проблеми со кои што се соочуваат граѓаните во ова тешка економска криза и да се насочиме на покачување на пензиите, на покачување на платите во образованието, тие покажуваат дека воопшто не се грижат за интересите на граѓаните. Гласаа против зголемување на пензиите од 20%. Гласаа против покачувањето на платите во образованието. Ето тоа е лицемерието на власта. Владата мора и треба да го прифати сетот на мерки за ублажување на ударот од 4 кризи, кои не ги предвидува навреме за спречување на инфлацијата и заштита на граѓаните со измени на законите на поевтино гориво, поевтина храна и енергенси. Како најважни приоритети на патот на нашата Македонија кон Европската Унија ве очекуваат конкретни резултати. Ке треба во најскоро време да започнете да се занимавате со вистински реформи во судството, борба против криминалот и корупцијата, но некако не ви оди во придлог последниот извештај на Transparency International. Република Македонија се наоѓа на 111-то место како најлошо рангирана според индексот на корупција со пад за 5 места. Со ваква пракса никогаш нема да влеземе во Европската Унија, затоа што таму законите се почитуваат. Народот сето ова го гледа, народот ја чувствува незаинтересираноста на владата и го носи теретот на својот грб во исчекување на подобра иднина,
но за брзо време ќе ви се случи народ, на кој му е преку глава од вашата неспособност. Решението се предвремени парламентарни избори. Ви благодарам.